Издадена е дозвола за градба на нова фабрика за бетонски производи која ќе се гради во индустриската развојна зона Новини Речица од страна на странски инвеститор од Лариса, Грција, информираше на седницата за советнички прашања градоначалникот Максим Димитриевски. Во однос на развојот на економијата, секојдневно сме во разговори со голем број на странски компании кои сакаат да инвестираат на територијата на општина Куманово, особено во делот на енергетиката, изградба на фотоволтаични системи, истакна Димитриевски. Имав разговор за можна инвестиција, една од најголемите во Европа, за потенцијална инвестиција од 300 мегавати инсталирана сила на фотоволтаични панели. Запознаена и владата, бидејќи немаме надлежност и издаваме дозволи со постоечкиот закон до 1 мегават јачина, го носев стратешкиот партнер на разговор во влада. Верувам дека ќе има некој конкретен резултат и доколку добие договор со владата за стратешко партнерство, можеби и ќе си реализира една таква инвестиција. Дополнително инвестицијата на Дрекстер Мајер е инвестиција која што во соработка со наши домашни субјекти и германската амбасада лобираме да дојде тука во Куманово во следниот период од 2 години за 2000 нови работни места во тој индустријски капацитет. Градоначалникот потенцираше дека најголемиот проблем е што се соочуваат со многу бирократски процедури. Индустријската зона Новина и Речице, која што е вцртана во секоја техничка документација на барање на владата, веднаш потоа откако ни е предадена во владение, е дадена и подпишана од страна на некој министер да истото земјиште се користи и како земјоделско земјиште и се стопанисува со него. 4 писма до Министерство за земјоделие, ниеден одговор, еве го, Љупче, мојот другар поранешен Николовски, ако ме слушне или ме прочита таму на медиумите, нека се јави да даде одговор и да напише решение да се поништи тој договор, за да можеме да носиме нови инвестиции, бидејќи тој што го потпишал договорот и го издал тоа земјиште на користење на друго правно и физичко лице, направил чисто кривично дело со кое што мора да се занимава обвинителството. Ние ќе продолжиме со сопствени сили во рамки на нашиот сектор за локален економски развој да се обидеме да го кренеме економскиот раст на градот, бидејќи тоа е од особено значење за сите нас, потенцираше Димитриевски.